Постои едно чудо на исцеление во Евангелијата, и тоа ќе го читаме денес од Евангелието според Лука исто така, 11 глава, кој што имам впечаток дека самото чудо и самиот настан, самото исцеление се споменати само како повод за да се премине потоа на последиците од тоа чудо, на разговорот што потоа уследил помеѓу Христа и фарисеите. Бидејќи за самото чудо не се кажува ништо многу, на брзина се споменува, и така добивам впечаток дека всушност она што Лука сакал посебно да го истакне бил разговорот што следи после чудото, односно последицата од тоа чудо. Тој разговор беше тема на една моја проповед, одржана точно на денешен ден пред 239 месеци. Кога било тоа? Како се снаоѓаме со месеците? Малку трудно. Во ред. Да, 239 месеци. Во една година има 12 месеци. Така, нели? Во 20 години колку месеци има? Колку? Во 20. 240. Значи, колку се 239 месеци? 20 години без еден месец, точно. Имаме пречки малку. Изгледа некој гледач сака се вклучи на линија. Во ред. Да искористам приликата да кажам, ако случајно некој има желба да запе или да засвири нешто, само нека крене рака, значи пред да почне да свири. Пред да слушнеме музика. Тоа беше, значи, 16. јуни 1995 година. И тоа беше првото богослужение што го имавме во оваа сала, откако црквата беше цела година затворена и заклучена. Некому не му се свига оваа проповед, што треба да уследи. Очигледно е затоа што и тогаш не му се допаѓаше. На таа проповед, значи, првото богослужение, тогаш беше петок вечер, значи на почетокот на саботниот ден, пред 20 години без еден месец, беше првото богослужение, ке речем уште еднаш, откако црквата беше цела година затворена. Секам коментари на некои наши верници од тоа време, дека тоа затворање на црквата го споредуваа со оној лош еврејски цар, кој што го имаше затворено домот Господов и на неговите врати имаше забодено клинци и шајки. На тоа богослужение беше присутен председателот, тогашниот председател на македонската мисија. Многу интересно. На првото наше богослужение после отворањето на повторното отворање на црквата. Тој сега еден покоен пастор, Бог да го прости, нека му е лесна земјата. И јас повторно ќе ги прочитам овие зборови од Лука, кои што
се многу битни, тоа се Христови зборови. Но предходно ќе го прочитаме, се разбира, самото чудо, кое што било повод и кое што предходело на тие зборови. Лука 11 глава, ќе почнеме да читаме од 14 стих. Видите колку кратко, како напоминување, се споменува самото чудо, без многу дискусија околу него. Во еден стих, во една реченица. 14 стих. Еднаш истера Христо, значи еднаш истера тој еден демон, колку демон имаш истерано. Но еднаш истера еден демон, кој беше нем, интересно, дали значи дека секој кој што е нем, има демон, за да биде нем. И кога демонот излезе, немиот проговори. Многу интересно. И народот почна да се восхитува. И сега толку е за ова. Чудото само по себе како да не е толку битно, туку е само споменато како повод за она што следи. Тогаш некој од нив рекла, тој ги изгонува демоните преку кого? Преку Велзевул, началникот на демоните. Ова обвинение против Христа се уште се наоѓа во еврејскиот Талмуд. Со векови подоцна. Христос бил обвинет. Евреите немале друго објаснување за неговите чуда, за неговите славни, преславни дела, дека тој тоа го прави со помош на ѓаволска сила. Значи, тој се договорил со демоните, како што македонските квислинзи овдека се договараат со фашистите од Косово. Христос бил обвинет дека и он соработува со ѓаволската сила. Навистина, не може да постои друго објаснување. Или Христос е Божиот син, или е од Господа испратен, или би требало да бидат овие надприродни дела направени од некоја друга надприродна сила. Тоа е логично, нели? Често пати ние така реагираме. Често пати без многу да се позанимаваме, да истражиме случајот. Например, ако ве прашам благодатниот оган во Ерусалим, од кого е? Од Господа или од ѓаволот? Што ќе биде критериум за да речеме дали од Господ или од ѓавол? Или таму и таму слушнале за некое исцелување. Од Господа беше или од ѓаволот? Можеме значи да најдеме еден куп такви примери кои што и денеска постојат, или барем се слуша, се зборува за нив. И за да знаеме да одговараме на такви прашања, треба да знаеме кој е библискиот критериум. Каков бил карактерот на Христовите дела? Каков бил карактерот на Христовите дела? Ајде да прочитаме понатаму што се кажува. А други, испитувајќи го, му бараа знак од небото. Значи, самото чудо не е доволен знак, дајди некој друг знак за потврда. Дали е ова мудро? Дали ако сакате да разберете од кого е некое дело, надприродно дело, од Господа или од непријателот, од демоните, од бесовите, од ѓаволите. Дали треба да бараме да се случи уште некој надприроден знак, како критериум да оцениме од кого е? Не. Тоа е исто така глупаво и неразумно. Така постапил основачот на
мормоните. Знаете кој бил тој? Основачот на мормоните во 19. век, Джозеф Смит. Тој живеел во едно тогашно конзервативно американско општество, полно со еден куп протестантски секти, и се прашувал: Господе, која е твојата вистинска црква од сета оваа гужва овдека? И знаете како се обидел да го дознае одговорот на ова прашање? Барал, се молел и барал Господ да му даде знак. Значи, надприродно да му каже. Очекувал да добие одговор: оди во таа и таа деноминација, тоа е вистинската црква. Што се случило? Джозеф Смит навистина добил некаков знак. Меѓутоа, знаете што му било речено во... Тоа било едно видение негово. Во видението му се јавил некој ангел по име Морони. Сега ми текна, има еден голем мормонски храм некаде на излезот од Вашингтон. Често пати го гледавме кога поминувавме низ автопат таму. И на самиот врв, тоа е нешто поголемо од катедрала беше, на самиот врв беше извајан тој ангел, кој што наводно му се јавил на Джозеф Смит. И овој ангел му рекол: знаеш што, јас сега го парафразирам ова, знаеш што, ниту една од протестантските деноминации не е во право, затоа што сите тие се повикуваат на Библијата, меѓутоа и самата Библија е сгрешена, променета, не е автентичната, вистинска Библија од Христово време, затоа е потребно да се напише едно ново откровение. И така настанала уште една нова секта во христијанството. Многу неразумно. Ако сакам да разберам дали некое дело е од Бога или од непријателот, особено ако се работи за надприродно дело, не треба да барам друг знак. Од кај ќе бидам сигурен дека тој другиот знак ќе биде од Бога. Треба да го земам Божијето Слово, единствениот критериум, а ангелот Морони токму тоа го нападнал со својата објава, и да го побарам тој критериум во самата Божја реч, како што вели пророкот Исаија во законот и пророците, сведоштвото, таму да се допрашаме. Ако некој не зборува согласно на оваа реч, во него нема светлина. Но видите како Христос одговорил. Но тој, знаеки ги нивните помисли, им рече, 17 стих: секое царство, ако е поделено само против себе, што се случува? Запустува. Запустува. И дом кој што е поделен сам против себе, пропаѓа. И ако и сатаната се поделил сам против себе, како ќе се одржи царството него? Зашто велите дека јас со Велзевул ги истерувам злите духови? И ако јас пак со Велзевул ги истерувам злите духови, тогаш синовите наши со кого ги истеруваат? Зато и меѓу евреите имало луѓе што истерувале зли духови. Значи, ако јас ги истерувам со ѓаволска сила, а вашите екзорцисти, што велите за нив? Тие со чија сила истеруваат?
Ако пак, затоа тие ќе ви бидат суди, вели, ако пак јас со прст Божи ги изгонувам демоните, тоа значи дека до вас дошло Царството Божио. И сега многу се интересни и наредните 3 стиха. Кога силен, вооружен човек го чува својот двор, ние може да речеме кога силна, будна држава или полиција ги чува своите граници, не му верува на НАТО и на останати фашистички организации или на умпрофорци, кои што оставаат еден куп дупки по границите. Кога, значи, некој силен, вооружен човек го чува својот двор, тогаш имотот негов е во безопасност. Но ако некој посилен од него го нападне и победи, тој ќе му го земе сето оружие на кое се надевал, а и ограбеното од него ќе го раздаде. Многу логично, нели? Кој не е со мене, тој е против мене, и кој не собира со мене, тој растура. И ова е многу убаво правило. Би можело да се одржат 3 проповеди само на сите овие досегашни правила, што Господ ги споменал. Но да се вратиме на првото правило. Секое царство, ако е поделено само против себе, запустува. И дом кој е поделен сам против себе, пропаѓа. Ова е проповедта што ја слушаше првиот претседател на македонската мисија во оваа сала. Пред 239 месеци. Дали се вистините овие Христови зборови? Не искам да речете да, затоа што Христос ги кажал. Дали искуството потврдува дека се вистините овие Христови зборови? Ајде се позанимаваме со некои примери. Кога беше посилна државата? За време на обединета Југославија? Или било која од незините поранешни републики сега, како независна држава? Која држава беше посилна? Добро. Потребно да бараме други примери. Дали е вистинито ова Христово правило? Секоја царство, кога е поделено само против себе, запустува. Запустува. Кога беше посилна и поблагословена Хац? Пред расколот или после расколот? Искрен одговор од секој од вас. Пред, точно. Јас сум сведок на такво нешто. Секое царство, ако е поделено само против себе, запустува. Или што велеше брат Пециров, сокапаа се. Сокапаа црквата. Оно што тогаш ја сокапа, не само во Македонија, подоцна разбравме тој одговорен за расколот на Хац во Унгарија, и тој истиот, како што го нареков мејатата сабота, сонародник на Витгун Квислинг, по кого се именуваат сите квислинзи во светот, ова лето се подготвува да направи глобален раскол. Затоа што, како што ме извести Јанош Ковач, 6 дивизии се сега за, 6 се против и една е кобајаги воздржана. Ракоположувањето на жени за старешини и проповедници
на престојната генерална конференција во јули. Што ќе се случи ова лето? Дали ќе се случи глобален раскол, како што посакува ѓаволот и неговите квислинзи, или Господ ќе го спречи тоа? Јас повикав мејатата сабота да се молиме Господ да го спречи тоа, но ако Господ го дозволи тоа, тогаш колку е часот, браќи и сестри? Колку е часот? Христос се повикал на карактерот на своите дела. Христовите дела го рушеле царството на сатаната. Ја гонеле неговата власт. Ги ослободувале сатанските жртви. Во случајов немиот проговорил. И ако и сатаната се поделил сам против себе, како ќе се одржи царството негово? Дали би можело да се одржи царството негово? Интересно е, значи има само две опции. Или ова е Божја сила, или е сатанска. Многу ме привлекува овој 20 стих. Ако јас пак со прст Божи ги изгонувам демоните, зашто употребува овој израз прст Божи? Значи, ако се работи, ако е веќе Божја сила, според карактерот на делото, ако е Божја сила, тогаш и најмалата манифестација на таа сила, и најмалото чудо, значи дека до вас дошло Царството Божие. И сега со следните 3 стиха, Господ дава уште еден пример, што значи, зошто го употребува овој израз Царство Божие. Навистина, зашто Библијата зборува за Царство Божие? Зашто не зборува за Република Божија, за демократија Божија? Тоа веќе постоело, уште пред Христа постоеле тие државни уредувања. Зошто зборува за царство? Зошто и во Стариот Завет се зборува за царство? Многу интересно. Со следните стихови тој дава објаснување. Видите, за да постои царство, за да постои империја, тоа значи постои некоја, ајде да наречеме класа, марксистички, која што има власт, која што има сила и која што е по правило малобројна, малцинство, олигархија, и постојат еден куп, едно мноштво на покорени, подчинети поданици, значи покорена класа. Например, за време на Отоманската империја, кој бил покорена, подчинета класа? Рајата. Пак турски збора. Или да поставиме едно вакво прашање. Евреите во првиот век, кога Господ навистина одел по земјата, под чија власт се наоѓале? Значи Римската империја. Пошто можело да гледаат евреите секој ден дека живеат во Римско царство? Пошто се гледало тоа? Точно. Значи да, споменавте и символи, знамиња, грбови, нешто што евреите по цена на живот не сакале да постои во Ерусалим. И некои мудри прокуратори и цареви
со декрети решавале да не се внесуваат римските пагански грбови, штитови и знамења во Ерусалим. Но самото присуство на римските легии, на војската, секој ден, таа гледка и нивниот однос со домашното население, сведочел дека се тие под окупација, дека се под некое царство, под некоја сила што е над нив, што ги притиска од озгора. Имала таа сила свој квислинзи меѓу еврејскиот народ? Имала. Еден од нив бил Леви Матеј, цариникот, собирачот на данок. Зошто Господ, Господовата, неговата власт во овој свет ја нарекува Царство Божјо? Па за да биде царство треба да има слуги, значи треба да има покорена класа. Треба да има некој што ќе ја трпи таа власт, односно ќе ја чувствува силата на таа власт како непријателство врз себе. Затоа е царство. Божјето царство е навистина царство. Затоа што Господ, како што вели псалмот, ќе ги скрши роговите, нечии рогови, ќе ги скрши. Ќе ги пасе народите со железен жезал. Го има и тој израз. Ќе ги разбие нивните глави, со други зборови. Кој? Чии? Се слушнали за изразот 1000-годишно царство. Христовото 1000-годишно царство. Зошто само тие 1000 години се нарекуваат царство? Дали сте прочитали некаде за животот на новата земја, каде што повеќе нема ни греф, ни грешници, каде што сето тоа е минато и уништено, да се зборува како за царство? Зошто само тие 1000 години се наречени Христово царство? Која е владеачката класа во Христовото царство? Тоа се Христос и неговите следбеници. Што ќе бидат неговите следбеници за време на тие 1000 години? Вели Откровение. И видов престоли, и видов што? Седнати на нив, и им се даде власт, што да прават? Да судат. Христос и неговите следбеници ќе бидат владеачката класа во неговото месијанско царство, во тие 1000 години, и тие ќе судат, значи ќе постои сега подчинета класа, која што ќе осети на своја кожа силата на нивниот суд. Која е таа подчинета класа? За да биде царство, за да биде империја. Да, апостол Павел вели, дури и ангели ќе судиме, сатаната, сите непокајани грешници, значи сите злосторници во овој свет, сите сороспии во овој свет, како сакате наречете ги, тоа се све различни имења за едните и исти ѓубриња. Сите оние откровението вели кои што ја расипаа земјата, кои што ги трујат луѓето, ги уништуваат со болести, со вакцини, со се и се што. Но, сега, додека трае времето на милоста, дали постои Божието царство на земјата? Дали било Божието царство на земјата кога Христос ги правил овие чуда? Да, тој самиот вели, ако јас со прст Божи ги правам овие нешта, значи до вас дошло Царството Божие.
Царството Божие е среде вас, меѓу вас, ке рече во една друга прилика. Царството Божие е во вас. Епа, ако Царството Божие, ако Божијата сила, тој посилен, вооружен човек, споменат во наредните стихови, е веќе присутен, или ако е веќе во вас, таа сила, тогаш кој бил изгонет од вас? Која е подчинетата класа сега, против која е насочена силата на Божијето царство? Значи, тоа се сите болести. Тоа се сите зли духови. Тоа се сите немоки. Значи, сето она што денес ве мачи, што денес ве заробува, а коренот на сето тоа, сите гревови, сите страсти, сите беззаконија. Сето тоа бега, сето тоа се уништува, сето тоа се изгонува и се очистува со Божијата сила. Ако таа сила, значи неговото царство, е во нас. Много интересно. Господ е Господ и неговата сила е наречена царство, затоа што е посилна од секоја болест, од секој греф, од секоја беззаконие и од сите демони заедно во овој свет. Верувам дека секој еден од нас тука го доживеал тоа царство, таа сила во неговиот живот. Но како стоиме денес? Дали денес во нас се наоѓа еден силен, вооружен човек, или дали во нас се наоѓа оној што е посилен од него, што доаѓа од надвор, што единствено има сила да го разоружа, да го зароби, да му го одзеде и оружјето и да го истера од нашиот двор, односно од нашето тело и од нашиот живот. Која сила е во нас? Зошто Христос ќе рече дека од времето на Јована Крстител, па наваму, тоа е во Матеј 11 глава, Царството Божјо на сила се зема и силните го грабаат. Го знаете тој стих? Ајде го прочитаме. Па со него ќе завршиме за денес, а некогаш друг пат ќе продолжиме. После празниците, во секој случај. Матеј 11 глава. Значи, Јован Крстител се наоѓа во затвор. Најголемиот, според Господовите зборови, од родените од жена, се наоѓа во затвор. Побарана е неговата глава, натацна. Господ знае дека ќе биде погубен, ќе биде исечена неговата глава. И сега самиот Јован се чуди зошто тој истиот Господ сето тоа и понатаму го дозволува. Па нели е тој Божијата сила? Па нели е тој Божијето царство? Поголемата сила од сите власти и началства во овој свет. Навистина, Јован имал сосема легитимни причини да си поставува вакви прашања. Ако е Господ таа сила, тоа помокно царство, тој посилен вооружен човек, зошто дозволува ова да се случува? Зошто сум јас во затвор? Не толку заради себе, затоа што и неговите ученици, Јовановите ученици беа немалку соблазнети од случувањата. Господ дал одговор на тоа прашање. Како го охрабрил Јована и неговите ученици? Повторно ги поканил да ги гледаат неговите дела.
како власта на ѓаволот се повлекува таму каде што е тој присутен. Како исчезнуваат и гревови, и болести, и немоки, неми прозборуваат, сакати проводуваат, болни оздравуваат, на сиромасите им се проповеда Евангелието. Божјата сила и Божјето царство на дело. И потоа си одат Јовановите ученици, односно гласниците кои што тој ги испратил. И сега Господ сака да го подигне Јовановиот углед, затоа што очигледно со самото ова прашање Јован како да се посомневал во Христовите зборови и навистина искажал сомнеш. Па сега во очите на другите Христови следбеници произлегува дека Јован станал маловерник. Затоа во продолжение, откако се заминали гласниците и завршил тој разговор, Господ ги кажал овие зборови: вистина ви велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован на Крстител. Замислите какви зборови. Но ова е само првиот дел. Значи, откако постојале деца, значи од првите деца што ги родила баба Ева, бидејќи таа и Адам не биле родени од жена. Но откако постоеле нивните деца, па се до тогаш немало поголем човек на земјата од Јована Крстител. Господ кажал вакво нешто. Штом тој го кажал, тоа е така. Тој Јован кој што не направил ниту едно чудо. Тој Јован кој што живеел како чуден монах во пустинјата. Кој што чудно посно се хранел целиот свој живот. Постел и од готвени јадења, постел и од жени, постел и од жена и од брак. Не направил ниту едно чудо. На крајот бил фрлен во затвор и му била исечена главата заради правда. Никаква надприродна интервенција не се случила како што ќе се случи подоцна со апостол Петар и со апостол Јован исто така. И токму за него Господ вели, овој е најголемиот од сите што се родели од жена. Но внимавајте што кажува понатаму. Тоа е само првиот дел. Но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Како разбирате ова? Дали сте во Царството Небесно? Зашто сите пророци и законот пророкуваат до доаѓањето на Јована. И ако сте подготвени да го прифатите, тој е Илија кој треба да дојде. Кој има уши да слуша, нека чуе. Значи, Јован бил тој кој бил најголем, но не бил во Царството Небесно. И сега, ги представам зборовите од 12 стих, тоа се тие на кои што упатував. А од деновите на Јован Крстител па до сега, Царството Небесно насила се зема и силните го грабаат. Во светлината на оно што го зборувавме пред тоа, што значат овие зборови? Сакате да влезете во Царството Небесно? Сакате да бидете во Божјето Царство? Христос ве повикува да станете силеджии. Треба насила да го земете. Со сила треба да го грабнете. Што значат овие зборови?
Добро, но силните го грабаат. Што значи да бидеш силен и да грабаш? Да го грабаш Божието царство. Господ кажал на земјата многу зборови кои што на прв поглед или збунуваат, или можеби соблазнуваат. Меѓутоа тоа се единствените вистинити зборови. Со други зборови, Божието царство не ви доаѓа на тацна. Треба да го грабнете со сила, во тој смисол, силеджија. За Божието царство да употребите сила, но каква сила тогаш? Против кого? Не сила против месо и крв. Нашата борба не е со месо и крв, но во секој случај треба да се има и да се употреби сила. Против кого? Против гревот, точно. Против гревот, против искушенијата, против сатаната, против болестите, против сето она што доаѓа од царството на гревот, државата на смртта, која што Господ со своите дела ја раскопал, вели апостол Павле во посланието до евреите. Во ред може да се размислува бесконечно на овие зборови, но времето малце и повеќе ни одмина денес. Нека му е фала и слава на Господа и нека Господ ви даде таков благослов уште денес да живее и да владее во вас силата на Неговото царство. Амин.